Добар ден, драги ученици. Јас сум Драгица Славковска, оделенски наставник во прво оделение. Денес ќе одржам час по македонски јазик со наставна содржина басна Штурецот и мравките. Целта на овој час ми е оспособување за слушање, развивање на детската фантазија, воведување во светот на народното творештво. Што гледате на првата слика? Штурецот како свири, мравката како вредно работи и сликата во зима кога штурецот доаѓа на вратата кај мравката и се моли за храна. А сега сакам да ви кажам неколку гатанки кои што треба да ги слушнете. Црно јаже по земја се влече, а тоа е мравка. По цел ден и цело лето свири и пее. Што е тоа? Штурец. Јас сега ќе ви ја прочитам басната Штурецот и мравката, а вие внимателно слушајте. Беше лето. Природата беше убава, шарена. Насекаде се слушаше црцорењето на штурецот, кои ја пееја својата животна радост. За тоа време вредните мравки собираа сенки и носеа во своите домови. Штурецот безгрижно лежеше под сенката. Тој ги гледаше мравките и им велеше дека не знаат да уживаат во летните денови. Потоа продолжуваше да си свири на својата виолина. Вие мравките, велеше тој, не знаете да уживате во прекрасните денови. Само работите и влечете товар. Мравката не рече ништо, само луто го погледна и продолжи со својата работа. Летните денови одминаа. Настапи есен. Штурецот продолжуваше со своето свирење. Ги впиваше зраците од последните сончеви денови. Настапи студена зима. Се беше покриено со снег и мраз. Штурецот немаше каде да се заслони. Се тресеше од студ, а беше и гладен. Со денови не видел храна. Реши да побара помош кај мравката. Затрпа на незината врата. Те мола, мравке, за малку храна. Ке умрам од глад, рече тој. А што правеше цело лето? Прашала мравката. Свирев, одговори тажно штурецот. Штом тогаш си свирел, ти сега играј, му одговори мравката и затвори вратата. А сега, јас, драги ученици, сакам да ви дадам една домашна задача, каде ќе треба вие, она што го разбравте од содржината на басната, да нацртате или илустрирате нешто што вас многу ви се допадна од басната. На блокче мало за скицирање, за домашна работа,